Не биле богати тие што имале пари, туку оние што имале топки и катран по таваните, вели Томе Крстевски, директор на музеј галеријата во Кавадарци. Сведок дека тиквешијата некогаш била оаза на афионот, каде се произведувал најквалитетниот опиум на овие простори. Во првата половина на 20 век, но и во средината, Кавадарци бил најпрочуен по производството на афион или мак. Од семето афион се произведувало масло по тиквешки зејтин или како што го викале во минатото шарлаган. Тиквешијата била цела преплавена со афион. Во Кавадарци имало 8 шарлагарници. Тогаш не се мерело колку пари имаат луѓето, туку колку катран имаат дома. Што постар, толку подобар и поквалитетен катран, што вреди и чини повеќе пари. Објаснува Крстевски. Во Кавадарци имало и откупни центри за откуп на катран за потребите на фармацевската индустрија. Колку луѓето биле богати во тоа време се вреднувало според залихата на катран. Проблемите настанале кога поединци наместо на откупни пунктови за фармацијата, катранот почнале да го продаваат на црниот пазар за дрога. Поради таквата злоупотреба, некаде при крајот на 80-тите години од минатиот век дошла и забрана за производство на афион. Се ограничило само на неколку места во државата да се одгледува афион за медицински цели. Некогаш огромни плантажи со афион, а денеска афион може да се види само во музеот во Кавадарци. Растени афион во афионово поле насликани на платно, а во музејските витрини чушки од афион и алатки со кои некогаш се режеле афионовите чушки. Навечер оделе покасно и ја засечувале афионовата чушка со ваква режалка. Во текот на вечерта се испуштала смола, катран. Се засечувало повторно на сабајле, бидејќи испарувањето е помало. Со поголемите собирачки бералки се собирал катранот, опиумот. На половината им стоеле врзени сафињата. Како се струга, си потекува надолу во сафето. Така всушност се собирал катранот. Правеле топчиња од катран, опиумот и ги мотале со листови од растенијата афион како заштита. Така замотани ги ставале во дрвени гајби и по таваните на куќите. Бидејќи порано таваните не биле толку херметички затворени, имало провев. Таму стоеле долго време. Што повеќе сушен, катранот бил поквалитетен. Затоа катранот се чувал по таваните, бидејќи провевот бил поголем таму. Појаснува Крстевски. Во музејската витрина може да се видат афионови чушки и своевидна гижа за помош при садење на афион и тутун. Гижата е алатка со која се буцнува во земјата и се прави дупче, за во него да се стави и засади растение афион или тутун. Опиумот содржал помеѓу 16 и 18 морфиумски единици и бил многу баран на сите светски пазари.